Во ова вклучување ќе говориме за една интересна тема, односно станува збор за хуманитарна кампања, каде што 109 компјутери ќе бидат донирани на 109 деца од 74 семејства. Ова утро заедно со мене се господинот Борче од Донирај компјутери од мојата лева страна и од мојата десна страна госпоѓа Јагода. Најпрвен ќе започнам со господинот Борче, односно ќе го започнам со неговој разговор. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Здраво, добро што ве најдов. Како дојде до оваа иницијатива, односно до оваа идеја да се создаде оваа хуманитарна кампања? Значи, јас сум од Донирај компјутер, Борче Стаменов. Ние постоиме више 7 години скоро. Со нас е многу лесно да се работи, затоа што ние сме пред се луѓе, нели, и со секако така испаѓаме човечки во пресред. Со Гора не се знаев од СОС Детско село, се запознавме по телефон, цела иницијатива, цела акција или цела работа беше договорена по рок од 2 минути. Ме прашаа дали имаме толку и толку компјутери. Моментално немавме, ама кај нас секогаш стигаат донации од граѓани што ги донираат, така да нонстоп се дотура тој куп на компјутери се прави уште поголем. Се договоривме за 2 минути, во рок од месец дена, така мислам дека испарачавме околу 109 компјутери, кои што како што спомнавте беа наменети за дечиња од згрижувачи семејства. Каква беше реакцијата на децата кога им ги доделивте компјутерите? Лично не знам каква била реакцијата, затоа што ние не ги носиме лично компјутерите. Обично сите донации кои што ги даваме до сега прилично емотивно ги доживувам, затоа што таков човек сум. Се надевам дека ќе сретнам некој ден со дечињата, нели, ќе прозборуваме како они тоа го доживеале, цело тоа со донацијата на компјутерите, али мислам, знам дека биле радосни, затоа што у денешно време компјутерите на основна алатка без која, нели, не може да се замисли и образованието пред се. А тие компјутери се дадени токму за тоа, за тие деца да можат да бидат во чекор со нивните другарчиња, да имат исти алатки за работа и да можат да функционираат исто како што, нели, цел нормален свет функционира во 21 век. Секако верувам дека биле среќни со оглед на тоа дека навистина тоа всушност има шанса да бидат повклучени во оној образовен процес, но еве, иако не сте ги виделе нивните реакции, секако верувам ова нема да биде последно, со оглед на тоа дека првпат не донирате компјутери, верувам имате донирано над 2000 компјутери. Која е крајната цел? Која е вашата крајна цел? Нашата немаме крајна цел. Значи, у Донирај компјутер ништо не се планира, тоа е како си сметам како една подобра особина, затоа што немаме планови, а осваруваме толку многу. Конечна бројка никогаш нема да стигне, пошто не знам и која ќе биде. Сега моментално сме на 2650 компјутери донирани. Последно време почнавме да оправуваме и училишта. Имаме опремено над 40 училишта низ цела држава. Тоа, значи, јас за разлика од луѓето како го гледат, ја не го гледам така како дека не треба да се донира на државата, него едноставно го гледам дека ние како иницијатива помагаме и на државата да се справи со тој јаз кој што постои, нели, според Министерството за образование. Мислам дека постојат околу 40.000 семејства кои што немаат IT уред, што е голема бројка. Значи, ние само сме успеале да загребеме на проблемот, а не да го решим. Сега немаме конечна цел. Значи, имаме толку интересна и убава иницијатива што ми е доста драго што се прошири низ цела држава. Имаме толку партнери, како например и Детско село што направивме донацијата. Нептун е еден од поголемите партнери. Значи, секој од цела држава што сака да донира компјутер може едноставно да го достави во било кој салон на Нептун низ цела држава. Нептун еднаш неделно ги носат до кај нас, до работилница. Од таму наши практиканти со локални училишта склучив, значи, некои договори, имаме практиканти кои што доаѓаат од кај нас. Значи, практиканти, деца кои што идат кај нас млади, се обучуваат за поправка на тие компјутери. На некој начин сме хумана иницијатива, едукативна иницијатива и трето што би го спомнал е дека сме зелена иницијатива, значи цел тој отпад што, нели, секој компјутер што доаѓа не може да се искористи, значи треба да се најде простор да се отстрани. Имаме договор со нула отпад, тие доаѓаат еднаш месечно, собираат се што треба, значи кругот го затвараме со тоа. Така да немаме мислам имаме почеток, ама немаме крај. Јас се надевам дека ускоро време ќе станеме нормална држава и дека нема да има потреба од вакви иницијативи како мојата. Тоа ќе има потреба, ние сме тука.
Убаво си рековте имате почеток, но немате крај. Па еве оттука ќе ве прашам за вашиот почеток, како дојде до таа идеја воопшто да донирате компјутери на оние кои што не може да си ги дозволат? Така. Значи јас сум работам во Бидат информатика, тоа е во Кавадарци, тоа е доста стара фирма, јас сум таму скоро 21 година. Почна сето со моабетот на една самохрана мајка која што дојде кај нас да побара компјутер за нејзините дечиња. Наши клиенти кои што нели ние ги одржаваме како фирма, често пати купуваат нови машини, а старите нема што да им прават, па ги оставаат кај нас со фирма. Сосем случајно имаше такви околу 10 машини, па си викам склопив една и ме носиш дома и тоа беше првиот компјутер, мислам дека единствениот што го носев на локација. И кога гледаш каква реакција имаш од 3 дечиња за половен компјутер што е нечие џубре на така речено, едноставно ми кликна некоја идеја, тоа беше и првиот статус што го пишав јавен на Facebook, дека имам некоја идеја, ама не е ништо посебно. И после 7 години сме тука кај што сме и падна дека идејата е доста посебна и доста потребна била. Секако дека е потребна, верувам во тоа. Ви благодарам многу за одвоеното време во утро и се надевам дека токму оваа ваша иницијатива, ето така да ја наречам, ќе нема крај. И јас исто. Благодарам уште еднаш. Сега ќе преминам на мојата друга гостинка, госпоѓа Јагода. Госпоѓа Јагода, добро утро и вие добро дојдовте во нашата емисија за почеток. Може ли да откриеме нешто повеќе околу вашата работа, односно работата на центарот, и се разбира кој е вашиот став околу цела оваа хуманитарна кампања, да ја наречам? Добро утро за вашите гледачи, драго ми е што сме во емисијата вклучени. Нешто повеќе за центарот и за нас, еве би почнала со нашата организација СОС Детско село, која што од самото формирање, поточно пред 23 години, обезбедува една квалитетна алтернативна грижа за децата без родители. И нашата работа беше препозната, задоволни сме што беше препозната од страна на државата. И во декември 2021 година, по добивање на лиценца од страна на Министерството за труд и социјална работа, го формиравме Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, СОС Детско село. И нашата дејност преку овој центар всушност се прошири, освен на територијата на Скопје. Значи, ние сега даваме поддршка и на згрижувачки семејства кои што се лоцирани во Вардарскиот и во југоисточниот регион на нашата држава. Поточно, вкупно во моментов поддржуваме 74 згрижувачки семејства, каде што се сместени 142 деца. Оно што е идеја за отварање на ваквите центри е всушност да се унапреди семејната грижа за децата без родители кои што се сместени во овие згрижувачки семејства и секако да се дава континуирана стручна поддршка на новите згрижувачки семејства, но и на оние кои што се веќе нели стари, да речеме, згрижувачки семејства интегрирани во заедницата. Основна дејност на центарот, значи неколку активности имаме на кои што навистина посветуваме големо внимание, а тоа е првично промовирање на згрижувањето како услуга. И тоа го правиме многу посветено заради тоа што од една страна во моментов се соочуваме со недостиг на згрижувачки семејства и ни е многу важно да ги мотивираме сите заинтересирани граѓани кои сакаат да станат згрижувачи, да се вклучат, да кажеме, во едуцирање и да го отворат домот за децата кои имаат потреба од сместување во нивните домови. И секако заради целта ни исто така да даваме континуирана стручна поддршка, тоа го правиме низ разни облици на обуки, советувања со згрижувачите, водење на сочување на згрижувачките семејства, но во рамките на оваа поддршка која центарот ја обезбедува, имаме и развиен систем на преку кој обезбедуваме со наша помош и со помош на нашите пријатели, донатори, соработници, обезбедуваме и донации со цел да ги унапредиме нивните услови на живење и да излеземе во пресред на нивните потреби. Една таква акција беше и ова, со Донирај компјутер, една многу добро осмислена иницијатива,
одличен проект, можам да кажам, кој што ги зема во предвид потребите на згрижувачките семејства, можностите на згрижувачките семејства, и сме многу задоволни што од страна на Сдруженијето Донирај компјутер добивме 109 компјутери кои од наша страна беа дистрибуирани по сите згрижувачки семејства кои се под надлежност на нашиот центар, и можам да ви кажам дека радоста на децата беше голема. Значи не сгрешивме со борче. Апсолутно, и премногу сме благодарни заради тоа што овој проект практично се поклопи и со нашата цел да воведеме дигитална писменост во згрижувачките семејства, земајќи во предвид дека интернетот е застапен, особено во животот на младите и на децата секако, и дека усвојување на дигиталните вештини секако ќе значат многу за нивниот натамошен развој, заради тоа што ќе се сите тие вештини ќе им бидат потребни понатака и во образованието, во работењето, нели, во целокупниот живот. И навистина многу значајна е оваа донација за сите нас, особено за децата во згрижувачките семејства, и преку овој проект всушност ние им обезбедивме на тие деца да имаат нели поволни услови за ефективно учење во домашни услови, да можат да користат, нели, да истражуваат содржини како нивните соученици, да си работат проекти и да се, нели, унапредуваат во тие вештини. И сме навистина многу задоволни, и уште една голема благодарност до Борче, навистина многу хумана акција и многу значаен проект за сите нас. Дефинитивно хумана акција, хумана кампања, и да се надеваме, се разбира дека нема да биде последна. Ви благодарам и на вас многу за одвоеното време утринава. Благодариме и ние.